Кога корона кризата им нанесе удар, иновативноста е единствен начин да заработат, зашто како училиште за странски јазици во овие месеци немаа приходи, бидејќи кај нив не се одржува наставата. Pegasus Sales од Тетово, иако подолго време работи на воведување на дигитални алатки во наставата, сепак најде на потешкоти, особено со најмалите деца, додека на средношколците им понуди настава од забавен карактер, при што ќе научат повеќе за другите култури и земји. Еден од собствениците Pero Sarđoski, со идеја да организира виртуелни прошетки низ туристичките места. Ова е моментално единствениот приход со оглед на тоа дека доаѓаат летните месеци, период кој е непрофитабилен за приватните училишта. Тие виртуелни тури се 360 степени фотографии, така што со помош на мобилниот телефон ученикот може да ужива и да ги наблюдува тие места како да е таму, додека наставникот ја проследува таа тура со дополнителни коментари и информации. На крајот завршуваме со квиз, кој што исто така се спроведува онлайн и на тој начин им овозможуваме на еден забавен начин учениците малку да се запознаат со светот, посебно во овој период кога нели мај е типично месец за екскурзии. Воведовме и една тура за низ Македонија, кој што во моментов сакаме да ја понудиме бесплатно и промотивно на пошироката публика, сакаме да видиме дали може да вроди интереси кај другите луѓе, посебно кај младите, кај средношколците кои што те немаат можност да патуваат оваа година, учебна година. Турата ќе биде реализирана во петок, овој петок на 22 мај во 19:30 часот. Достапна е на Facebook преку наш настан или ивент кој што го креиравме преку нашата страница на Facebook и секој кој што сака да се вклучи, отворено е за било кого, чисто да види како изгледаат тие тури, може да се пријави преку нашиот настан, преку ивентот на Facebook, да остави свој податоци, да остави свој мејл, а ние ќе пратиме понатака инструкции како да се вклучат. Процедурата е многу лесна. Потребно е само да се има еден лаптоп или компјутер преку кој што ќе има видеоконференција или видеокомуникација со водичот на турата, додека секој учесник во семејството може да учествува со свој мобилен телефон, со тоа што ќе добие код од нас и ќе се приклучи на таа платформа и ќе може да наблюдува и да ужива во тие места кои што ние ќе посетиме сепак на виртуелен начин. Со оглед на тоа дека во училиштето има вработено 5 професори, владината мерка за минимална плата е добре дојдена, но не е долгорочно решение, вели Sarđoski. Нема никакви примања училиштето, барем успевме да ги задржиме вработените во работен однос, но мислам дека тоа не е долгорочно решение, мислам дека не знаме летото како ќе го поминеме, тоа е малку предизвик за сите нас. Од септември планираат да понудат скратена забрзана програма за учениците за да се надомести загубеното, како и да ги обучат родителите, особено на помалите деца, за онлайн настава, за да бидат подготвени ако се повтори сегашната ситуација.